Градоначалникот Тони Кањановски е најлошиот менаџер во историјата на општина Битола. За една година потроши 30 милиони евра, а граѓаните ништо не видоа. Коњановски и ДПМН работат на систематско и смислено пустење на Битола и на безмилосно трошење на парите на битолчани. Еве ги доказите. Со секој ребаланс на буџетот на општината минатата година, градоначалникот Коњановски ги намалуваше парите за капитални инвестиции, а ги зголемуваше за шетање и разноразни трансфери. Во првичниот буџет беа предвидени 8,6 милиони евра за капитални расходи, односно изградба на улици и објекти, а 7,8 милиони евра за разни трансфери и договорни услуги. Со првиот ребаланс на буџетот, средствата за капитални расходи беа намалени на 8,28 милиони евра, а за трансфери и услуги беа зголемени на 8,25 милиони евра. Со вториот ребаланс, Коњановски отиде уште подалеку. Ги намали парите предвидени за капитални расходи на 7,5 милиони евра, а ги зголеми за трансфери и услуги на 9,2 милиони евра. Значи, Коњановски побара два ребаланси со кои се зголемуваат парите за шетање, ресторански услуги, разни трансфери и договорни услуги, а се намалуваат за изградба на инфраструктура во Битола. Затоа, почитувани битолчани, не ја гледате направена улица што Коњановски ви ја ветуваше, ја нема градинката Коњановски што ја ветуваше, не започна изградбата на училиштето во Буковски ливади, го нема ново изградениот планинарски дом Копанки, нема ниту нова инвестиција во Жабени. Има само срушени гаражи и трафики и еден синџир за возила кај Пионерски. Со историски високиот процент на реализација на буџетот на општината со кој се фалат Коњановски ДПМН, само се ладат со жешка вода. Ама попарени сме сите ние од Битола. Битола никогаш не била повалкана, Битола никогаш не била потемна, никогаш не била понесредена од овие 17 месеци власт на Коњановски и ДПМН. А се потрошија во ветер 30 милиони евра наши пари.